ја нарекувам гастрономијата наука на убавото. Значи, вие да направите лоша храна и да направите добра храна, исто време ќе потрошиш. Да се фиксираме кога влегуваме у кујна дека ќе направиме денеска нешто убаво. Кажи ми што би му дал на еден човек кој тврди дека е готвач да провериш дали навистина е добар готвач? Секако би сакал да видам што мисли на тема баклава. Дали била баклавата грчка, дали била баклавата турска. Битно е тука, ние имаме наша верзија на баклава и ние за таа ќе кажеме дека е македонски села, македонски простори. И крај, тука никој не може да спори. Храна за лечење на скршено срце. Чоколадо. Мене французи ме учеа да готвам. Додека се подготвуваме за следната епизода, да ви кажеме што ќе гледате во оваа. Оваа епизода се запрашуваме дали храната од секогаш го вртала светот, како патувале рецептите кои ги знаеме и сакаме и на кој начин македонската кујна има толкава разновидност. За сите овие прашања одговори ќе ни даде готвачот и консултант за готвење Филип Чаловски, кој преку својата школа FG Culinary и преку својата емисија 180 степени континуирано едуцира нови готвачи. Тој се залага за силно задржување и зачувување на нашите македонски рецепти, онакви какви што ги знаеме и сакаме, и нивна стандардизација и промоција секаде во светот. Ова не го прави случајно затоа што досега работел низ ресторани низ целиот свет, низ огромни крузери и луксузни јахти. Ке зборуваме и за тоа како изгледале овие патувања. Уживајте во малку разговор за храната и малку повеќе разговор за нејзината историја и потекла. Се враќаме повторно потоа со еден наш македонски бренд кој што традицијата на звукот ја носи од Македонија буквално низ целиот свет. Последно синтезис беа во Индија, а ние ги носиме во нашето студио и во вашите домови. Пред да влеземе во гастрономските води и да слушаме и уживаме во разговорот за храна, ние би сакале да спомнеме нешто за една интересна иницијатива која што е многу природно се јави помеѓу родителите и наставниците, а тоа е петицијата за забрана и ограничување на користењето на социјални медиуми за деца под 16 години. Имено загрижените родители бараат ограничување или забрана за користење на ваквите медиуми кај нивните деца. Ова не е нешто што се случува само кај нас. Наголемо се дискутира низ Европа, а некои европски држави веќе истиот чекори го направија, покрај Данска, која кон крајот на 2025 година одлучи да ги заштити децата од онлайн злоупотреби. Во групата се приклучуваат Португалија, Франција, Италија и Грција, Шведска, Австрија и Словенија. Иницијативата кај нас е иницијатива за безбедно детство. Доколку и вие верувате во ова, можете да ја поддржите, ние секако истото го сторивме. И благодариме на родителите што на овој начин се организира и се обидуваат да ги заштитат секако своите деца. Повеќе спорт и повеќе дискусија исто така ќе придонесе кон побезбедно детство. А сега разговараме за храна. Здраво, Филип, што го врти светот? Здраво, Јована, светот го вртат храбрите и силни луѓе. Добро, следно ни е прашање или одговори ми со еден одговор, па после ќе дообјаснуваме. Готвење со музика или во тишина? Музика секогаш. И све што звучи добро. Или тирамису? Зависи у кој момент и каде и која сезона. Али сега, која што снимаме, туфаќе. Отворен концепт кујните станаа хит, ама за тебе што е подобро? Open концепт, отворен концепт на кујна или затворен, класичен? Отворен концепт на кујна е храброст и би рекол отворен. Да, бога ми храброст и перформанс таму така. Малку има момент. Така. Јајце на око или поширено? Пак ти кажам, зависи од денот, како ќе стана, ама да речеме на око. Поголем процент од времето на око. А кајгана, како правиш со зетин или со путер? Путер секогаш. Така и очекував, искрено. Мене французи ме учеа да готвам. Джейми Оливер или Гордон Ремси?
Па зависи од денот. Гордон Ремзи знае да биде интензивен, Джейми знае да биде спонтан, знае да биде лесен за конзумација, така да зависи од денот и двајцата голем респект. Да, голем респект Так. дефинитивно и какви перформери се на камера, тоа пред малку го зборувавме, стварно се врвни. Да. Ајде да се вратиме малку дома. Многу сакаме да кажуваме дека нешто е наше, ние овде на Балканот сакаме и да се испотепаме за тоа што чие, па ајде малку, што е наша храна според тебе? Аха, значи ќе почнеме од тие Тешките нарекуваме прашања. кулинарски контраверзии. Да. Или кулинарска, да речеме, национализам, кулинарски национализам би кажал, иако никој не може ни забрани да присвоиме одредено јадење, да кажеме наш или ваше. Храната не познава граници, да Ако бидеме секој реални. ден правиш јувки твои. Храната сега и во вечни векови ќе биде наменлива категорија. Што јадеме денес? Како што гледаме нашите национални символи што не отсликуваат во модерно време, доматот и пиперката во 15-16 век нима дојдено од америчкиот континент, од Централна Америка. Пченката од Мексико, гравот од Мексико. Така да не можеме толку цврсто да ја врземе храната, иако можеме да воспоставиме одредено јадење како наше национално. Тоа се случувало во светот и ќе се случува. И за тоа е потребно сепак еден историски континуитет на подготвување на тоа јадење на нашите простори и потребни се автентични, автохтони намирници кои што ќе докажат истото за да бидеме пред светот кредибилни. Имаме ли примери? Тоа ние секако можеме да го направиме. Као што во 19 век Австрија и Унгарија, така, се дистинцираат преку зачување на унгарците на гулашот, што им е на национална, да кажам, стратегија за свој идентитет во светски рамки и своја дистинкција од Австрија. Каде што тоа им успева и ден денеска ги знаеме, унгарците се прочуени по гулашот. Мора да се јаде таму гулаш. Да не кажам дека има големи кулинарски или да речем на национално ниво војни, битки, да ги наречеме. Во светот едно од поголемите е битката за хумусот меѓу Израел и Либан. Така, и Палестина тука се умешува, тој хумус се прави од целиот тој блискоисточен регион. Понатаму да не го спомнувам мајварот, така, се... Да, или спомни го, тепавно докажување дали е македонски, дали е српски, бугарски, на крај мислам дека словенците го заштитија, не сум сигурен. Затоа така имам ние предлог можеме да да се собереме, да донесе секој ајвар свој и да пробаме. Так. Да. Ако ништо друго ќе се најдеме ајвар. Алатките, и која што е многу добра алатка, е ние како нација да воспоставиме стратегија и одредени јадења да си ги прогласиме за национални. Тоа никој не може да ни го забрани. Зошто да не, да. Мора абсолютно. само да се собереме една да кажем сериозна група на луѓе, експерти во областите, што ќе застанеме цврсто позади тоа и со тек на време ќе го објаснуваме на светот и се повеќе и повеќе светот ќе го прифати тоа. И ќе го раскажуваме и ќе Да, го и таа алатка е многу да добра, така, за наше едноставно да кажам, за наше национално рекламирање, идентитет, туризам, така. Кои се некои 3-4 јадења што би ги ставил на таа листа? Секако би се нашол гравот, тавче гравче. Така е. Секако пастрмалијата која што исто влече корења од Блискиот исток, меѓутоа таа е од домаќината наша. Сме имале таква среќа да на нашиве простори флуктуираат исто многу големи империи од поново време отоманската, пред нив Византија, нели Византија е символ на медитеранската диета. И они ни оставиле тука едно големо кулинарско наследство. Кое што кулинарско наследство комбинација од овие две некако. Така е, ние сме го одомаќиниле и тоа одомаќинето е веќе наше. И крај, тука никој не може да спори дали била баклавата грчка, дали била баклавата турска. Битно е тука, ние имаме наша верзија на баклава, наша верзија на мусака. И ние за таа ќе кажеме дека е македонски села, македонски простори. Скопската мусака нема бешамел, скопската мусака нема модер патличан, скопската мусака ние си ја знаеме со ројал смеса полиена од јајци и јогурт, ќе се сложиш. Да, така. Втора, да речеме, алатка што можеме да си ја користиме, една од најпризнатите светски алатки е заштитата на листата на УНЕСКО. Таа е една многу сериозна, да кажеме, алатка која што е највеќе признаена во светот. До сега имаме многу заштити, мислам дека најпрви мексиканците
која заштитија својата традиционална кујна и тој традиционален начин на одгледување на зеленчук, милпа мислам дека се викаше, каде што ги врзуваат во симбиоза зеленчуците што меѓусебно си помагаат, да речеме гравот, пченката и тиквата. Како си Гравот помагаат? расте, пченката прави цврсто стебло, гравот расте на тоа стебло, а тиквата ја обложува и дава влага на земјата и тоа е една идеална симбиоза која што е уникатна за мексиканците и тоа е нешто Нивен со векови начин. кој што они уште од ацтеките, од инките, од маите им е тоа наследено. Така да втори што би рекол од поново време што знаеме што се заштити, неколку се од УНЕСКО. УНЕСКО не штити само производи, УНЕСКО штити и вештини. УНЕСКО штити и, например, француската софра, да кажеме. Или французите го имаат тоа заштитено како француски оброк, кај што се собираат фамилиарно на маса и кај што ритуалот е заштитен. Значи, Не е дека нема дали софра и ме кај разбираш нас. колку биле они... Ама да. Да, ритуалот на Си го избор на заштитиле вино, својот, на како да. се поставува масата, е заштитен во УНЕСКО како синоним за француски оброк. Колку гениално. Што ти би сготвил во Да. одредени ситуации кога треба специјално некако да се покаже човек за готвење? Храна за прв состанок во 20 секунди. Риба, добар гарнир, редуциран сос, добро вино. Храна за дете што не сака да јаде зеленчук. Уф, а да јаде зеленчук, да го натерам да јаде, да ми биде Да го целта. поттикнеме. Ќофтиња од тиквица. Храна за лечење на скршено срце. Чоколадо. Тони чоколадо. Полека, Што само да не ви потемно- трае многу долго скршеното Тоа срце. потемно, тоа подобро. Храна кога дански крал би дошол во Македонија. Тоа би било, тоа би биле сигурно онака цели животни, да речеме јагнешко, секако на некој ритуален начин спремено, ултра етно елемент да бидеме сите носи онака, па можда некоја каша, нешто од нашата традиција онака, ама како да кажам брутално направено онака баш на традиционален начин сготвено, сачови онака да прштаат и така натаму. Храна за кога си сам дома после напорен ден и сакаш нешто најдобро да си направиш. Тост, добар тост. Навечер, Да, така? да. Пред спиење добар тост, може со ржан леп и така. Не е многу комплициран, али добар тост, со добра крцкавост, така. Тост. Така е, тост. добар готвач треба и тост да знае да направи. Тост е наука. Да, се сложувам. Така. Храна за крај на месецот кога си без скршен денар во джеп. Добро прашање, квалитетна пилетина, може да ете печено пиле, така, со многу внимание во него. И беровски компир, пак. Секако, беровски компир, така. Многу ми е интересно, го спомнавме, ајде, беровски компир, сирење од ваму, таму ние сме толку мала држава, ама некако како секое местенце да си има нешто специфично свое и не само тоа, туку многу често исти јадења имаат различни имиња или под исто име различно се прави јадење. Ја спомнавме пастермајлијата, имаме 4 врсти на пастермајлија низ Македонија што се подготвува, дури и тестото е различно, а да не зборуваме нели Да. на месото, јајце имало, немало и Некој така дури не ја натаму. вика ни пастермајлија. Пастермајка. Тоа да. е пита, или тоа или е пастермајка. пита, да. У Паланка, например, поздрав до паланчани, поздрав до цела екипа у Паланка, многу добри пријатели. Меѓутоа, фан сум на штипската, ќе си признавам, и тука си 100% управо. Имаме една голема хаотична ситуација на немање една систематизација во тој дел на мапирање на нашата 25.000 километри квадратна држава, која што е толку полна со диверзитет, не само во производи од од месени спомна, исто така питите се Питите, да. една огромна тема што Пита, можеме да работиме на комац. неа, така е. И така натаму. Да, многу интересно ми е Значи, во секој тоа е јадење производ, како да да. се има свој стил. Од каде толку многу на толку мала територија. Мое мислење, искрено, од моите истражувања до сегашни, знаеш дека ме интересира историја, тоа ми е фундамент на се што ние во иднина ќе градиме. Ти си историчар или? Јас учев историја факултет, меѓутоа после 2009 се префрлив и завршив гастрономија во Охрид. Меѓутоа цврсто тврдам дека историјата е најинтересната приказна да се раскаже посати секој производ. Сите нас не интересира ова ли е правото тирамису.
Знаеш, па кога ќе почнеш историски ти кој е потеклото на тирамисуто и кој е век, кој го правил, зашто се вика или ова ли е правата баклава, знаеш. Да. Тоа се више малци историски аргументи кои што мораме да си ги повикаме во наша помош, бидејќи тука сме имале многу интересна историја, многу ќе кажам империи поминале. Така. Многу култури поминале, голем дел од тоа сме задржале и ние сме многу интересен микс, што микс се гледа и во храната. Така да еве ќе спомнам, истражувањата мои досегашни докажале дека тоа што некаде се нарекува комат, некаде се нарекува зелник. У некои региони мазник е тоа што е комат во одредени региони. Јас сум од Западна Македонија по татко и во Галичек баба ми кој правеше комат, тоа беше на сгужвана втора кора од две кори, каде што едната е подебела, едната е потенка, па малку се како ламинирани и тоа беше комат. Меѓутоа разбрав дека нево низ моите патувања заедно со екипата и школото, разбравме дека во некои земји комат е пита вртена. Аха. А некаде па тоа во Охридски рибе мислам дека тоа се вика мазник. Некаде па тоа се нарекува зелник. Така да тука имаме многу што за работа и треба да се нафатиме. Така е. Кажи ми, што те мотивира како готвач, особено што те мотивираше во оние моменти кога требаше да станеш и да поминеш часови и часови во сецкање кроми, во подготовки и така натаму? Книгите на полицата во мојот дом, бајка ми, баба ми, целиот тој гламур на таа професија кој што го видов во тие книги, например, ќе спомнам мој најдржи рецепти од Карапанџа, уметност кувања. Тоа беа ни такви слики на тие јадења, такви едни убави, како да кажам, хотели, дестинации светски, кои што готвачите ги посетували и така натаму. И тука веројатно се фиксираше на моја обсесија со готвењето. Јас дома и како дете, моите кога ќе беа на работа, јас знаев да ги изненадам дома со готов ручек. И ја ми еден спомен на мојата лева нога од врел зетинке, што се уште не можев ни до шпоретот да стигнам целосно, решив да пржам. Али ете, тука веројатно се случи една фиксација за мојата желба за, јас ја нарекувам гастрономијата наука на убавото. Да. Значи, вие да направите лоша храна и да направите добра храна, исто време ќе потрошиш. Така да треба од старт да се фиксираме кога влегуваме у кујна дека ќе направиме денеска нешто убаво. Тоа е една главна, значи наука за убавото. Тоа што ме интересира е, ако некој сака да стане готвач, што е првото што треба да знае да го направи според тебе? Кои се тие први неколку рецепти со кои што треба да се почне? Да спржи јајца? Нашиот пристап е во школото и генерално мојот е кон науката да прво научно пристапи кон суровините, кон производите. Да знае све за јајце, тоа го спомна јајцето. Да знае од што е составено јајце, што е лецитин, што е албумин, на која температура коагулира белка, на која температура коагулира жолчка, на која коагулира двете, таа е повисока, на која почува јајцето да се мати, што се случува, кремен глес, еве сите тие деривати. Значи, прво, научно да им пристапи на суровините. Едноставно, кога он ќе гледа, да речеме, јајце, да гледа 1000 начини да може да го испрезентира пред гостинот. Кога обичниот човек гледа омлет и јајце на око и кајгана, он да гледа 1000 да биде опасен со интелигенција кулинарска што сече у моментот. Значи, онака да биде подкован со целосно знаење за јајцето, да знае што може да му направи и на каков све начин може да го изведе пред гостинот. Тоа е добриот пристап, бидејќи рецептите кои рецепти се ништо. Кога ги гледа рецептите, еден обичен, да кажеме, конзумент на храна, он гледа 100 грама шекер. Да. Кога гледа готвач, треба да се запраша, чекај, каков шекер? Имаме 1000 варијации на шекер, имаме тие технички шекери, малтитоли, изомалтови сега имаме. Да. Имаме малтодекстрини, ваков, значи шекер е широк поем, бел шекер, така. Па дури така да... добрите домаќини, например, што добро готват луѓе дома, имаат знаење. Јас сум приметила, например, еве неколку пати сум ја спомнала мојата баба, ја спомнавме пред да почнеме. Меѓутоа, она знае како да ги скомбинира работите и што ќе се случи со маста кога ќе ја собере, како да ја додаде. Бабите да тоа го знаеле многу добро емпириски. Значи искуствено си го стекнале. Така. Бабите се најдобрата емпириска лабораторија на светот. Која што знае. Чекај сине да го пипнам тоа јавака, да видам тестото уште малце, лепит.
Тоа не е случајно. Раката е после 1000 пати направен рецепт. Така е. Значи, ја тоа сам да го кажам. Прво 1000 пати, наука во тоа. значи, да не бидат слепи следачи на рецепти. Дај ми го рецептот за тоа, не знам, ми се уваат млади дечки, колеги, небитно, дај ми рецепт за кисело тесто. Па што е научен метод да пробаш и да утнеш. Тесто е, како да кажам, кисело тесто е посебна сфера. Значи, не можеме рецепт да ти кажам. Треба да поминеш со мене баремно 7 дена да сватиш која е филозофијата на киселото тесто. Да. Си играме работа со уште еден организам дома имаме више од 2016. Ако не е расположен, не е расположен. 7 дена прави кисело кисели тесто. теста кои што ги билдаат, буквално е за панетоне конкретно, киселото тесто го врзуваат со јажиња за да има експлозивна моќ на раст. И сега ги кажам, да не бидат следачи на рецепти, би им препорачал него најпрво да пристапат кон научен осврт на наукава наша, а тоа е да научат све за месото, све за рибите, све за яйцата, млекото, сирењето, сите деривати од што произлегуваат, да научат за шекери, за масти, што се макронутриенти, што се микронутриенти, и после кога ќе имаат они ќе можат сами да составуваат рецепти, и рецептот за нив ќе биде едноставно, како ти кажеме, на техничка листа или норматив што е битен за финансии. Сега, ти си работел на брод. Како изгледа таа машинерија? Тука треба да се обслужат надвор од копно многу луѓе редовно да биде се, значи, нели да се внимава веројатно на квалитетот, затоа што кај нас често чувањето на храна не е специфично. Сега, без долго, веројатно имаш милион ситуации, ама пробај преку една реална ситуација да ми го представиш работењето на брод. Војска. На брод е војничка дисциплина, бидејќи е затворен систем во ограничен простор, се компресирани многу табиети, многу култури, многу нации. Да. И тоа све треба функционира као швајцарски сад, да ние моментот издадеме. Сигурно јас сум бил на брод, мислам дека имаше 7000 гости, сега не ме фаќа за збор, помина време, али ете Disney Magic се викаше, ти треба секој ден да имаш бафе кој што работи 24 сати, кој што треба се одржува. Ја бев таму джуниор сушеф, бев заложен за алергии. Сите алергии на брод ми доаѓаа кај мене. Disney имаше политика да прифаќа алергии и религиски диети. И сите тие барања доаѓаа кај мене. Така да бродот е на дисциплина која што секој готвач му препорачувам бар еден договор во животот, да не зборам во аспект на чистота. Тоа е најврвни стандарди, тоа е по стандарди на United States Public Health или американската санитарна инспекција, да ја наречеме, кај што бродовите као сериозна машинерија за пари ги имаат под директен фокус, интензивен фокус, и бродот не смее да си дозволи губење на поени. Они таму не те затвараат, меѓутоа ти намалува на поени. Тие поени после се одразуваат на твој имидж санитарен, во Америка, не знам дали си била, рестораните не ги затвара санитарна, меѓутоа ги дефинира како A, B, C, D, мислам, до D мислам дека беше крајот. И сами ќе си се затворат. И они сами се затворат. Ти кога ќе видиш D, Sanitation Inspection, ти веќе таму не сакаш да јадеш. Кажи ми што би му дал на еден човек кој тврди дека е готвач, да провериш дали на вистина е добар готвач? Може ли 3 категории? Може. Секако прво би му дал одреден облик на јадење поврзано со јајце. Нека биде омлет, многу ќе видиме по тоа како му пристапува на јајцето. Второ, ако зборуваме у наша, да речеме, у наша традиционална кујна, секако ми го дал нешто поврзано со ориз. Тава ориз. Значи да видам како го разбира оризот и како ќе ни, нека биде тава пилешка со ориз, како ќе ни го принесе оризот. Фер. И број 3, ако се уште се движиме у наши граници, секако би сакал да видам што мисли на тема баклава и како би ни ја принел избалансирана баклава, не многу блага, крцкава. Да. Тука би видел многу. Сега, затоа што слушнавме дека знаеш многу и за нашата локална домашна кујна, меѓутоа и за светската, која што е неисцрпна и не очекуваме дека се ќе знаеш од секоја ќоша, ама ќе те предизвикаме со слики од некои десерти кои се популарни во одредени држави, да пробаш да ги погодиш, особено ни е важна државата од каде што потекнуваат и доколку го знаеш името на рецептот. Супер. Имаме 6 предизвици, да кажеме. Колку мислиш дека ќе погодиш? Од 6? Да. Па иде да речам да целам на 4. Добро. Скромно е. Јас викам 3.
3? Уф. Да, мислам се потрудивме Ај, да три е добро, бидат тешки. 50%, да. Да, 50%. Ајде. Ова ми личи на овие брзи чоколадни касато, торти со бисквити што ги прават домаќинки или визитарски колачи што ги кажат Охрид. Тоа ли е? Од каде мислиш дека се? Земја на потока? Овие, па низ цел Балкан, секте се прават овие брзи, некои колачи, брзи торти. Се прават на Балкан, ама се прават и во Литванија и се викаат мрзлива торта таму. Тингинис. Тингинис, Да. ете, научив ја нешто ново. Фала ти многу, супер. Мрзлива торта од Литванија. Ова е или гулаб жамун, Индија, или локумадес, Грција. Тоа е ми личи на двете. Така да ова не можеме да го сгрешиме. Ајде да речам Индиска гулаб торта. жамун, зашто гледам дека има добар шербет и така. И фстаци на крај. Гулаб жамун, Индија. Така е, точно. Одлично. А, ова е лесно. Пастел дената, Португалија, па и Шпанија се јаде. Многу добро изгледа. Ова да не се некои кнедли, чеке, као гомбоци, чешки некако, као... Уште А малку. можда и да е ова сега популарни овие мочи. Да. Мочи е? Така е, од? Добро, ова мочи Јапан. Така е. Мочи Јапан, да. Ова појма немам што е. Во Америка има нешто Sunday, го викаат као или она, као си кажеш ти исто тоа, не ми текнува сега зборот, тоа е као парфе, па редено нешто, па на крај сладолед. Американците, ама не е тоа за десерт, тоа е обично као шейк, така некоја, ама не знам. Хало од Филипини. Хало, еве, толку време поминав со филипинци, едно хало не се напив. Значи, стварно... Да, срамно име. Прв пат го гледам хало, можда ми го кажале, можда сум заборел. Аха. Ова е као на, тие ги викаа руски капи со кокос, па прпелкани, па ова. Али генерално, вака некој десерт дека е слика на некоја земја или символ на некоја земја, ајде да речеме можда руско нешто, а? Ламингтон торта, Австралија. Има ли австралиците нешто нивно да се Ете, проба? научив Ламингтон, пак да одиш во хало, Австралија. и таа беше од каде, од Литванија? Од Литванија, да. Мрзливата Мислам, торта. Меѓу другото, веројатно Баш се прави интересно. на многу места. Добро, Браво. добро се покажа, не е лошо какви беа предизвициве специфични. Бога ви секоја чест, добро сте се спремили и вие, браво. Фала ти за разговорот и секако за тоа што не темава мислам дека е неисцрпна, те чекаме повторно некоја следна сезона. Уживав и ти благодарам на тебе. Додека ние зборуваме за тоа како македонската храна од секоја ќоша на државата да стигне до потенцијални туристи или пак на вистина да го прошета светот и сите да имаат можност да ја пробаат, но и како истото да ја популаризираме. Традиционалната музика веќе тоа на големо го прави. Најдобар пример се нашите Синтезис, кои долги години создаваат на македонската музичка сцена. Собираат песни и ги преработуваат во извонредни аранжмани. Толку се добри што последно беа во Индија. Буквално го имаат прошетено целиот свет и сите се воодушевени од нивните настапи. Тие се еднакво добри како што биле секогаш, ако не и подобри, а ние ги имаме во нашето музичко студио. Уживаме во звуците на нивната музика, ви предлагаме да го направите истото и секако со музиката на Синтезис оди добра храна и добро вино. Уживајте! Jano, Janovice, kade ti je Jane? Jano, Janovice, kade ti je Jane? Jane mi otide na Kajanina, Jane mi otide na Kajanina. Na Kajanina mostoji da praje, na Kajanina mostoji da praje.
видовте што видовте и слушнавте што слушнавте. Ние уживавме во сето она што го видовме и слушнавме оваа епизода, се надеваме дека ќе сакате да уживате во уште повеќе разговор за гастрономија и уште многу музички настапи кои можете да ги најдете на нашиот YouTube профил, каде што ве замолуваме да стиснете subscribe. За вас не значи ништо, но за нас на вистина значи многу. Секако поддржате не со лайк и фолоу и на Instagram и Facebook профилите, а ние ќе продолжиме да обезбедуваме уште повеќе содржини само за вас. Не заборавајте да не гледате повторно во 17 часот следната недела, секако на Телма телевизија. Се гледаме.